Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте. Оваа пресконференција е една во серијата на пресконференции за работата на новата реформска влада во периодот од првите 100 дена. Денеска ќе ви се обрати министерот задолжен за комуникации, транспарентност и отчетност Роберт Поповски. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани колеги. Оваа пресконференција се совпаѓа со почетокот на кампањата за локалните избори. На граѓаните на Република Македонија им пожелувам фер и демократски избори. Атмосферата во која сите ќе бидат слободно да изразат својата волја за избор на кандидат за лидер на општината во која живеат и од кој ќе очекуваат да ги реализира нивните интереси. На почетокот на ово обраќање ќе потсетам на активностите и мерките што ги донесе владата во изминативе 100 дена за да се обезбедат услови за фер избори со еднаква стартна позиција на сите партии што тргнуваат во изборниот процес, и за власта, и за опозицијата. Една од првите мерки што беше донесена беше одлуката за стопирање на владиното рекламирање. Рекламирањето не е транспарентно и отчетно информирање, туку многу повеќе пропаганда која се злоупотребуваше во изборните циклуси што ги организираше претходната влада. Во пресед на изборите, владата донесе декларација за заложби за слободни и фер избори. Усвоивме и дистрибуиравме прецизно упатство за начинот на постапувањето на премиерот, министрите во владата и на сите останати државни функционери, за забраната за користење на државните ресурси како возила, опрема и останато за време на изборната кампања. Владата ги повика органите на државната управа да ги преземат сите неопходни законски мерки за да го гарантираат неприкосновеното избирачко право на секој граѓанин. Ги повикуваме вработените во државните институции да пријават доколку врз нив се вршат притисоци во однос на нивното право на слободен избор. Владата усвои изјава за изразување на силна политичка волја и поддршка од владата и институциите за континуирана примена на етичкиот кодекс за медиумско известување. Во изминатите повеќе од 100 дена ги направивме владата и сите владини институции отворени и достапни за граѓаните и медиумите. Речи си да не помина ден без пресконференција, понекогаш и по 2 или 3 во еден ден, за да ги презентираме владините политики, мерки и акции, да ја понудиме на јавноста нивната оправданост и да побараме оценка и мислење од граѓаните, од вас медиумите, од стручната јавност. Ова е прв владин состав што на ваков начин, отворено, без предрасуди и комплекси и пристапува на јавноста. За таа цел беше неопходно да формираме професионален сектор за комуникации како сервис за граѓаните, на новинарите и медиумите. Започна и реализацијата на уште едно ветување, редовно објавување на дневниот ред и записниците од седниците на владата, како и одржување на неделни брифинзи со новинари и уредници после секоја седница на владата. На новинарите на тие брифинзи, без исклучок, им се елаборираат усвоените мерки, одлуки и информации на седниците на владата, им се ставаат на увид усвоените материјали. Покрај портпаролот на владата, комуникацијата за поголема транспарентност и отчетност ја остваруваат и лицата одговорни за односи со јавност во министерствата и во одделни државни институции. Поголемиот дел од мерките што ги презедовме за поголема транспарентност и отчетност се вградени во календарот на планот 369. Тој календар е ставен на увид на јавноста и од тој календар и од тие обврски нема отстапки. Го укинавме надоместока за добивање информации и документи од јавен карактер. Секој може да ги добие бесплатно во електронска форма на дигитален носач или на мејл. Обезбедивме бесплатно користење на услугите на Централниот регистар и на Агенцијата за катастар за недвижности. Со оваа мерка ја олеснивме работата на новинарите со слободен пристап до изворни информации од посебно значење за истражувачкото новинарство. Го подобривме концептот за соработка меѓу владата и граѓанските организации. Незамисливо претходната политичка пракса, донесовме одлука за декласифицирање на сите договори за државна помош на странските инвестиции. На сите редакции кои тоа го побараа им се доставени одделни договори на увид. Вчера ја објавивме анализата на вредноста на договорите и за селекција на медиумите кои добивале сериозни суми за владините кампањи.
Владата се обврза дека задолжително и детално ќе ги објаснува сите законски предлози и дека ќе понуди неделна можност за поставување на пратенички прашања. Ова е предлог до Собранието на Република Македонија. Во постапка е утврдување на конечна верзија на нацрт законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за реформите во медиумите, кој се носи низ широка јавна дебата и во него ќе бидат вградени сите конструктивни предлози. Се води темелна истрага за сите случаи на застрашување, притисоци и говор на омраза против новинарите, со цел да се поттикне слободното новинарство и да не се повторуваат такви практики во иднина. Ги декласифициравме информациите кои се однесуваат на службените патувања, репрезентација и други непродуктивни луксузни трошења. Календарот на секторот за комуникација, транспарентност и отчетност, како и на моите активности како министар заложен за овие области, беа исполнети со многобројни настани, средби и конференции. Почитувани присутни, оваа влада постави нови стандарди во однос на комуникациите, транспарентноста и отчетноста. Со ваша помош, конструктивната критика на новинарите, со препораките на стручната јавност и на граѓанските организации, планираме овие активности да ги усовршиме и да добиваат нови креативни решенија. Тоа е во интерес на подобра работа на владата и за доброто на граѓаните. Ви благодарам. Повелете дали имате прашање. Здраво, Ферика Нелијази од телевизија Шења. Јас би сакала да ве прашам дали знаете дали сите министри кои што се во владата работат совесно, односно не ги злоупотребуваат тие добродетелства, да ги наречам, од владините средства во прилог на кампања политичка. И дали е во ред во текот на министерување некој да земе годишен одмор за да се посвети на кампања на една политичка партија? Јас ви кажав дека владата донесе одлука дека не смеат да се користат средства во државна собственост за време на кампањата и таа одлука е обврска за сите министри во владата. Верувам дека сите ќе ја почитуваат, бидејќи амбиентот е таков во оваа влада и едногласно беше усвоена таа одлука без никаква задршка. Дополнително, се што е во рамки на законот, секој има право да користи, но исто така се што е во рамки на законот не смее да биде злоупотребено. Што значи дека надвор од работното време или во периоди на кампања може да се користат и слободни денови, но никако не смее да се спојат партиските и државните активности. Тоа е недозволиво. Владко Чаловски од Нова порталот. Господине Поповски, колку мене ме интересира бројката као бројка, колку луѓе се под ваша надлежност во секторот за транспарентност? Тоа е едно прашање. А друго прашање е, бидејќи досега во јавноста за неколку имиња кои што владата ги ангажираше како индивидуалци на различни места, имаше бурни реакции, а секторот за транспарентност не излезе ниту еднаш. Зошто е тоа така? Например, со што не излезе? За одредени имиња. Сада, ако сакате ви имињата се... Па да, би било добро да спомнете, например... Добро, имаше реакции за Дарко Лешовски, например. Имаше реакции за Мир Мехмети и ред други. Иако ова не ќе ви одговорам прво на првото прашање, дали може така? За кој што прашувам. Да. Благодарам, ќе ви одговорам прво на првото прашање. Значи, во овој момент, во секторот или сервисот за комуникација на владата има 33 лица вработени, поточно ангажирани со авторски договор. Тоа е таа вкупна бројка и во секое поединечно министерство има дополнителен број на лица што се ангажирани од ресорното министерство. Што се однесува до ова што како второ го поставивте како прашање. Станува збор за личности кои што се професионалци, докажани во својата дејност на делување и мене многу ме радува што има широка јавна дебата. Допред 100 дена во Македонија клучна тема беше кој кого можеби ќе го пресретне некаде, ќе има напади, закани за убиства и така натаму во периодот на паѓањето и на финалните денови на минатата власт. Сега главна тема во Република Македонија пред 2 месеца на социјалните мрежи беше, ми се чини 6-7 дена, беше дали Дарко Лешовски ќе биде член на управниот одбор на Струшките вечери на поезијата. Погледнете таа разлика, погледнете таа слобода на говор, тоа е демократијата што ја донесе оваа влада, таа демократија што ја посакувавме сите. А инаку,
непријатно и нелогично е систем владин да застане во одбрана или во заштита на личностите. Доколку има сериозни напади преку определена личност врз владиното функционирање, тогаш владата има обврска тоа да го направи. Но доколку станува збор за дебата, дебатата ни е потребна. Тука сме сите да дебатираме, да разговараме и отворено да ги споделиме мислењата. И тоа е добредојдено и тоа е добро така да продолжи. Меѓутоа велам, погледнете за што се дебатира. Сосем се смени амбиентот во Република Македонија и тоа е клучната придобивка од оваа влада, она што ќе помогне да имаме фери демократски избори овој пат. Повелете други прашања? Доколку нема, ви благодарам на вниманието и посакувам внимателно да ги следите активностите на владата, работата на секторот за комуникации, сето она што го правиме и ве молам редовно информирајте не, укажувајте, критикувајте, за тоа сме тука. Ова влада има намера да направи најширок обем можен на достапност на сите документи и информации кон граѓаните, а тоа пред се оди преку новинарите и медиумите, соработката со вас ви е од исклучително значење. Благодарам многу уште еднаш.